24 февруари 2021. Испорака на вакцини против COVID пристигна во Гана. Импулс повеќе кога се работи за достапноста. Навистина сме среќни бидејќи населението во Гана ќе има корист. Гана е првата земја што ги прими вакцините преку Ковакс. Програмата Ковакс, поддржана од Обединетите нации, имаше за цел да им помогне на земјите со низок и среден приход да добијат пристап до вакцините против COVID, откако богатите земји ги задржаа повеќето од раните резерви. Програмата се бореше со ограничените дози. По речиси 2 милиарди испорачени вакцини, Ковакс го стеснува својот опсек за да им служи на најсиромашните земји. Тоа е делумно затоа што 2 години подоцна има многу достапни вакцини. Сепак, не сите ги добиваат, вели професорот по глобално здравје на Универзитетот Дјук Кришна Ујукарум. Нееднаквостите на вистина се остри и продолжуваат. Во Африка само 25% од населението на целиот континент е целосно вакцинирано, во споредба со повеќе од 75% на места како Јужна Америка. Снабдувањето веќе не е најголемиот проблем. Побарувачката е. Луѓето во земите со низок приход не брзаат за вакцинација за COVID, вели здравствениот експерт од Центарот за глобален развој Дженин Мален Келер. Овој недостиг на побарувачка е навистина загрижувачки тренд што треба да го гледаме. Причините за ниската побарувачка се доста сложени и повеќе слојни. Дезинформациите за вакцините се расширени. Довербата во владите што ги обезбедуваат вакцините е ниска. И многу луѓе во земите со пониски приходи не го гледаат COVID како голема закана. Плюс, на вакцините им требаше премногу долго за да стасаат до најпогодените, вели Удеја Кумар. Иако имаше побарувачка, таа не беше исполнета, значи разумно е сега кога гледаме повеќе колебливост, бидејќи го пропуштивме времето кога сите беа подготвени да прифатат и да примат вакцини. Голем дел од оцнењето беше затоа што производството на вакцини е концентрирано во неколку главно побогати нации. Посиромашните нации останаа да се надеваат на донации, вели директорката на Центарот за пандемии на Универзитетот Браун, Дженифер Нуцо. Мислам дека треба да сватиме како да ги распределиме вакцините на поефикасен начин отколку што правевме порано, така што да не се подпираме само на донации. Јасно е дека донациите не функционираат, бидејќи кога ќе се соочат со криза, земјите секогаш ќе избираат да им дадат приоритет на сопственото население. Од тек се напори за изградба на повеќе фабрики за производство на вакцини во Африка. Но нивното градење е на самиот почеток. Како да ги задржиме во бизнисот на долгрок е друго прашање, прашува Келер. Кој ќе ги купи овие вакцини? Или кои вакцини имаат смисла и од економска, но и од здравствена перспектива за овие производители да ги произведуваат? Од каде ќе дојдат парите за нив? Африканската унија се соочува со овие предизвици бидејќи има за цел да произведе 60% од своите рутински вакцини на континентот до 2040. Предизвикот е да се изгради одржлива индустрија за вакцини, која може да се справи со редовните вакцини и со неизбежната следна пандемија.